Естрадниот уметник и музичар Павле Камиловски овој пат е мое друштво во студиото на Репортер. Павле, добре дојде. Добро ве најдов. Ајде, поводот за овој разговор, ќе тргнеме така некако, ама имаме многу теми за зборување, е новата песна која што неодамна ја промовираше, Љубовна рапсодија, и тоа во време на пандемијата, втора песна. Промовираше и спот. Прво ќе те прашам како поминува песната кај публиката и какви се критиките? Па, јас сум искрено изненаден позитивно како искочија сите работи со цел овој проект, бидејќи многу напорно се работеше на цела оваа приказна, затоа што 5 месеци беа прашање, се работеше на текстот, па се менуваше текстот, 5 пати се смени текстот, па се снимаше многу пати во студио, па ова не чини, тоа не чини. И од целокупната работа, јас сум многу задоволен како искочи цел пакет на крај и кој беше крајниот исход од позитивните коментари на моите фановите, да кажам. Спотот е во некоја црно-бела варијанта, потсетува на некое друго време, што е приказната, многу убави девојки се појавуваат во него, Благодарам. Па спотот го снимавме во Александар Ристовски го снимаше и го режираше спотот. Го снимавме во сепија. Значи да биде малце поразлично, да не е класика како и се останата што се снима. Првиот беше црно-бел, сега и овој да не биде во боја, ставивме малце кадар на сепија. Студиото Model Scene се девојките кои што ги спомена. Имаше една прекрасна атмосфера на целото снимање, пошто сите се забавувавме, имаше многу убава енергија и целиот пакет искочи многу убаво. Крајниот исход ете се виде, доста позитивни коментари, позитивни реакции од моите фанови. Не знаев, да бидам искрен, како ќе се одвиваат сите овие работи од кога се пушти спотот. Меѓутоа, јас сум задоволен. Добро, имаше ли негативни критики? Како еве, пошто е твоја втора песна, или со која што се претходно настапуваше со интерпретации на песни, ова е втора твоја песна. Дали имаше негативни коментари кои што ги слушна и како? Апсолутно. Тука не би ги изоставили негативните коментари. Така? Тоа, да бидам искрен, кога ќе прочитам нешто негативно или кога ќе добијам како коментар нешто негативно, ја од тоа гледам да купам нешто и да можам да го подобрам или да најдам начин како тоа да се реализира малце подобро. Затоа што негативните критики и коментари се многу битни. Барем за мене. И врз основа на тоа јас гледам за нареден пат да биде уште подобро, да се смени нешто и слично, затоа што до сега моите фанови ми имаат слушано во различни верзии, различни варијанти на интерпретација, од француска музика, италијанска музика, евергрините на Френк Синатра и Дин Мартин. И ова нешто наликува во тоа време, кога ја пуштив на мои блиски пријатели песната и кога за прв пат ја слушна, они рекоа, вау, ова наликува на Шпато. И мене првичниот момент беше многу убав, затоа што тоа беше моментот кој што сакавме да го создадеме заедно со Сашко Николовски, кој е композитор и автор на музиката. И кога му реков сакам да направиме песна која што ќе биде музички многу издржана, која што ќе биде занечиски направена од твоја страна, и кога ќе слушне образовано уво да биде, да каже добра ствар, и кога ќе слушне обично уво, исто така да каже, ама е добра и весела песнава. Претходно настапуваше со Мала Италија. Всушност така почна, така и се појавити на македонската музичка сцена со изведба на познати песни. Како тргна приказната за Мала Италија и стана толку популарна, дури 4 пати ја изведуваше? Мала Италија вкупно се реализираше 6 пати. 6 пати. Да. Па Мала Италија јас ја започнав 2016. И првите 2 концерти ги реализирав сам. Беа насловени како Мала Италија во Скопје, па Мала Италија во Скопје 2. Првите 2 концерти ги реализирав во музеот на македонската борба. Да. И на вториот концерт се запознав со тогашната моја љубов Катерина Стефковска, каде што доаѓа 3-та, 4-та и 5-та Мала Италија, додека траја сите тие мали Италии, крајниот исход и љубовта која што имавме заедно со Катерина беше плодот она цела реализација која што беа сите тие концерти. И така да, еве денеска бројам 7 мали Италии вкупно, 6. Почнувајќи заедно со Катерина од 3-та Мала Италија, па Мала Италија однесовме до Неапол, па од Неапол отидовме во Бугарија, представивме Мала Италија.
Така да имавме една прекрасна синергија со Катерина, каде што исто така сум и многу благодарен воедно на незе за успехот кој што го достигнавме заедно со Мала Италија. Ја спомна Катерина, ама рече мојата тогашна љубов, не сте повеќе заедно. Катерина Стефковска е една од нашите познати балерини. Не сте повеќе во љубовна врска? Не сме повеќе во љубовна врска со Катерина, меѓутоа останавме во многу добри пријателски односи. Оно што е интересно за тебе и за Катерина е тоа што е таа постара од тебе. Како е да се биде во љубов со постара девојка и колку тоа ги надминува стереотипите дека баш жената мора да биде помлада од мажот? Па кај мене нема табуа, значи немам предрасуди према апсолутно ништо. Кога човек ќе се заљуби во одреден човек, мислам треба да си го сака, почитува и да застане позади целата работа, доколку сака да ужива во истата, затоа што љубовта нема граници. Значи да се сака човек со чисто срце и со толку многу голема љубов е на некој начин, да кажам, раритет на вистинска љубов, нели? Пошто секој еден тежне кон такво нешто да го почувствува тој и да го доживее тоа. Јас сум многу благодарен што успеав на некој начин да го доживеам тоа со Катерина, меѓутоа доаѓа момент каде што одредени сплет на околности дојде момент да се разделим. Но пак ќе кажам, она ми е еден посебен дел од мојот живот поминат во еден од поубавите периоди. И кога повторно би решил пак ќе кажам дека годините не се пречка во не, апсолутно. Јас морав тоа да го пустам како прашање, меѓутоа кога повторно би се решил да ја правиш Мала Италија, дали повторно професионално би соработувале заедно? Па зашто да не? Ја апсолутно немам никаков проблем. Мислам професионално ја и она многу убаво функциониравме, она си бркаше својата работа, јас мојата работа, а сепак заедно бевме нели у целата таа приказна. И она е човек на кој што стварно можам да и се доверам за мојата работа, затоа што она знае точно јас што сакам. И можеби во иднина и пак кај ќе се споиме професионално за да се реализира Мала Италија 7 или Мала Италија 8 и така натаму. Видиш како Мала Италија некако ни откри малку повеќе и за твојот приватен живот. Пред Мала Италија, односно на 27 години почна да свати дека сакаш да пееш. Претходно си работел на брод. Претходно работев на брод, точно, да. Како е да се работи на брод? Колку години работеше на брод? Што се случувало таму? Можеш ли да ни доволуваш ние кои што не? Да, секако. Не знаеме. На 21 година заминав на брод. Желен за нови искуства како и секој млад човек, да се запознаеш себе си, да се осознаеш себе си, кој си, што си, да запознаеш различни култури, да го совршиш јазикот, па да научиш друг јазик, да експериментираш едноставно во животот, да видиш кој си, што си, зашто си дојде на овој свет. И бродот ми го возможи тоа чувство и тоа искуство. Заминав на 21 година, па се вратив на 23, потворив ресторан во Скопје, да, отворив кафетерија, рикнав, да бидам искрен. Добро, да. Искуство плюс. Така е, да. Пропадна тој бизнис, повторно се вратив на брод. Овој пат ја сменив компанијата, работев на малце полуксузна линија. Бродска компанија, меѓутоа бродовите им се во ранг на јахти, каде што е све ултра all inclusive, со 7 звезди, сервис и така натаму. Како е да се живее на брод, како е да се работи на брод секојдневно, со што се сретнуваше таму со денови? Поминати на бродот е еден вид на модерна војска. Имаш режим, имаш правила кои што мораш да ги почитуваш доколку сакаш да останеш да работиш на истата таа компанија. Многу се ригорозни правилата, значи се знае ред, има систем поставен кој што функционира безпрекорно. И бродскиот живот е малце нереален, да бидам искрен. Затоа што кога си млад, доаѓаш во допир со малце поголема сума на пари и финанси и почнува реалната слика да ти се пореметува за она што кај сме ние, што сме и слично, затоа што тоа е, да речеме, договорот трае 6 месеци, 4 месеци, зависи од компанија до компанија, и доаѓаш во Македонија, во Скопје, каде што
више ти се чувствуваш дека имаш супериорност во тебе, дека можеш да Пари направиш можам. многу пари, имаш и слично, меѓутоа не е таа реалната слика, затоа што сепак за да нешто постигне човек во животот, убав е тој момент. Исто така, нема да го изоставам. Ја би го препорачал на секој млад човек, не само бродот, значи да се тргне од државата и да искочи, да види, да прошета и да осознае нови работи кои што ги нуди светот. Работата на брод всушност те однесе да бидеш ова што си денес, односно да почнеш да се занимаваш со пеење заради тоа што се случило надпреварувачко талент шоу Точно во бродот, така? Да, точно така. Може таа приказна да ја... Епа, таа приказна за мене е приказна која што ќе ме води до крајот на мојот живот. И кога застанав прв пат на сцената, ова неколку пати го имам кажано, ќе го кажам и пак, си ветив сам на себе, ако победам на ова талент шоу, кога ќе дојдам во Македонија, ќе почнам да го школувам гласот. И така почна цела приказна. Значи се вратив на 27, на кај 28. Почнав одма со школување на гласот. Еден професор, втор, трет, четврт, па мастер часови во Париз зимав кај мојот драг пријател Рамела Хај. После тоа дојде уште еден професор и сега на крај работам со мојот драг маестро Владо Србиновски. Од каде таа љубов кон медитеранската музика, медитеранската храна и зошто се реши баш да пееш такви некои шансони или песни кои што зборуваат на... Јас сум израстат со музика која што, ете да кажеме, доста квалитетна, со славните имиња од Том Джонс, Джеймс Браун, Биби Кинг, па подоцна доаѓа и Павароти, Андреа Бочели и таа е музиката која што ја слушав јас додека бев помлад. И се сеќавам, иначе ја потекнувам од угостителска фамилија, можеме ете и за тоа после оваа приказна да кажеме збор два. Тоа дека работев во ресторанот на татко ми во 15 години. И тогаш прв пат се запознав со сите овие имиња кои ги напоменав и почнав да истражувам. И почна таа музика да буди нешто посебно во мене, да уживам додека ја слушам. И прв пат кога се запознав со Медитеранот бев воодушевен. Од Италија, од Франција, од Шпанија, едноставно тоа беше, не знам, као да сум од таму. На некој начин, такво чувство имав. Галичанец од таму, браво. Рековме за Галици, ќе позборуваме. Да. Знаеш галичани кога биле во Париз? Не. Стануваат пред твоја кула и викаат Париз, само и галични. До ден денес е тоа. Каде е маш ти директор? Коде е маш ти директор? Точно, да. Ај го наметнавме галични како тема на мојот, можеби натаму треба да отидеме, па токму и тоа дека потикнуваш од угостителско семејство. Уште преска ме спровоцира кога зборуваше, дојдов ја во Скопје пун пари, знаеш така на брод, како еден галичанец толку лесно ги дава парите и зошто важи за галичани дека се како егејците и власите, ете така малку по Има доста анекдоти за галичани. Има доста по принцип они биле многу големи трговци. И ја често знам во друштво со моите другари да спомнам и да кажам, као у Галични го донесена првата кола, првата машинка за шишење и се често они знаат да си играат мајтап со мене, кога ќе кажам одредена работа, тоа прв пат у Галични го да не донесено случајно. Дека ние Галичани сме и опенци не носе од село. Да. Точно. Зашто ги бие глас дека се скржим, биле домаќини едноставно. Биле домаќини, големи домаќини биле. Многу големи трговци, обично ги оставале жените, па они иделе на курбет со години, па се враќале назад во Галичник. И самото село било многу богато своевремено. Значи, Галичани имале ергела на коњи во изобилство, овци, кози и слично. Иначе, мојот прадедо бил, ете ќе го споменам чисто кога сме кај трговците, во тоа време извезувал кашкавал за Њу Јорк. И Галички кашкавал во Њу Јорк, точно. Има и стати, има и доста извадоци од стари. Јас верувам во приказната, ама тие што не се од овој крај не верува. Да. Докажи и просто
просто едноставно да им се дивиш какви трговци биле и колку биле храбри во дадени моменти од животот, какви чекори превземале, како се грижеле за фамилиите. И она што кажуваат дека ги бие глас дека биле стиснати, не се стиснати, само се домакини. Да. Добро, а од каде е приказната за големите галички глави сега више кога сме кај галичаните? Па не знам да не се гледа по мене. Не, затоа се чудам, ме по мен. Добре, ја не сум од Галичник, од Гари сум, тамо се шегувам. Од каде таа приказна? Ја знаеш или? Па, викаа дека биле многу умни галичани. Ау, затоа. Дека Немаме заради сто тоа мозок биле од многу каде да го добри. Не сум знаела ова. Потикнуваш од галичко семејство, галичка фамилија која што се занимава со угостителство. Единствениот хотел Неда и познатиот ресторан се всушност на твоето семејство. Како е сега во Галичник и како е да се занимаваш со угостителство? Таму каде што реално сите доаѓаат. Таа приказна веќе трае 12 години. Хотел Неда го стопанисуваме ние како фамилија, како семејство и тоа е еден вид на фамилиарен бизнис, каде што на некој начин секој си ја знае својата обврска во текот на секојдневните обврски кои што имаме за самиот хотел. И 12 години кога градиш одредена работа е, мислам, пак се години во прашање, нели? За да бенефитот го видиш на некој начин во она што се го изградил после 7-та или 8-та година. И затоа многу пати велам јас дека човек не треба лесно да се откажува од нештата кои што сака да ги направи. И Галичник е станат една убава туристичка дестинација, бидејќи сега во овој период, изминативе неколку години, више почнува да биде атрактивен оној рурален туризам. Луѓето сакаат да избегаат од секојдневието, од горештините, од главниот град, од градовите од околината и слично. И почнува се позастапено да биде Галичник. И мислам дека лани имаше една многу интересна статистика дека Галичник беше најпосетено место во цела Македонија. Правиме обед по глава на жител. И за мене беше фасцинантно да бидам искрен. Сега Галичник е за мене еден душевен рај кој што јас сум скоро секој викенд горе, што заради моје задоволство и што заради обврските кои што ги имам према хотелот. И секој пат кога доаѓам во Галичник, мене ми е едно чувство на мир, спокој во душата, на задоволство, на чист воздух, шума околу тебе и па од време на време ќе пролета некој животно, па некој орел ќе ги распушти кријата, па мислам неописливо ова. Сега звучиш како прав галичанец. Така. Што го опишуваш Галичник, дури јас се занесов во приказната. Да. Кога сме кај Галичник, како успеавте? Тоа е единствениот хотел во селото Галичник е популарен не само и по галичката свадба, туку воопшто, нели, како едно од најубавите по мене села во Македонија. Работите во ресторанот, секогаш е полн. Како успевате да го одржите квалитетот и секогаш гостите повторно да се враќаат таму? Не е едноставно. Меѓутоа, од година во година се повеќе и повеќе се зголемува обемот на работа и се зголемува капацитетот на персонал во самиот хотел. Така да сега сме, мислам, доста добро спремни за оваа сезона и располагаме со доста персонал. Меѓутоа, конзистентноста и континуитетот во една работа, доколку човек успее да ги одржи, тогаш за мене е успешна таа работа. Може вие да дојдете у Галичник еднаш и да кажете леле колку е убаво место, колку убава храна е. Меѓутоа тоа истото ако не се повтори, onda џабе претходниот впечаток, нели? И тоа е многу тешко да се одржи. Значи ностоп треба да едноставно човек внимава на цела процедура, на сите мерки кои што го сочинуваат на некој начин правилното работење на гостителството, односот со клиентите, сите клиенти да бидат задоволни, сите да бидат среќни. Не е само да се дојде и се послужи храната. Галичник сам по себе е, нели, прекрасен, како што кажав,
И дополнително, ако ние ја зачиниме со го зачиниме тој момент кога ќе дојдете вие на Галички во хотел Неда, со убава храна, со убаво вино, со не знам, топол и убав и пријатен однос од персоналот, мислам дека тоа е полниот. А кои све од познатите биле во вашата Па скоро сите, така. Скоро сите познати личности имаат поминато во... Не збориме само за Македонија, туку воопшто, затоа што Галичник е реално... Да, дефинитивно. Реално атракција. Мислам дека скоро сите од јавните личности од македонскиот сите јавни личности од Македонија имаат посетено Галичник. Доаѓа и доста странци, мислам, доста јавни фаци од странскиот свет. Кој е традиционален галички рецепт и дали го имате вие во вашиот ресторан? Традиционален галички специјалитет, па има многу, не е еден. Пардон. Кога се доаѓа во Галичник, значи мора да се проба првин качалак и овчо кисело млеко во комбинација со овчо сирење. Тоа е првичниот плейт, на некој начин да кажеме, кога ќе доаѓа во Галичник човек да го проба. А второ е јагнешкото шкето, кој што го правиме на галички начин и тоа е, не знам, според мене едно од, за мене лично, најубавите специјалитети кои што ги исправаме во хотелот. И има ред други. Значи, ностоп нешто ново се спрема и се приготвува во текот на викендите, затоа што пробуваме да бидеме поразлични. Еднаш правиме модерни специјалитети, па другот правиме поразлични. Сега тоа е на daily basis, на, да речеме, основа на викенд мени, на некој начин. Покрај стандардното мени кој што го имаме, кој што располага хотел Неда. Тоа галичко јагнешко шкето да не започнува со позајмете едно јагне. Но знаеш вицот, не? Галички рецепт за торта, позајмете 2 јајца. Каков галичанец си ти? Браво. Еде уште месец дена, гледаш како интервју топните, Галичник не отвори. Се ближи галичка свадба. Да. Како ќе се организирате тогаш? Дали ти си учествувала всушност во сите оние галичани кои што учествуваат во поборките по зимање на невестата, јаваат на коњи, нели обично галичани го имаат ексклузивното право да се дел од галичката свадба? Точно. За жал не сум имал никогаш прилика да присуствувам, меѓутоа сега се шушка дека треба јас да настапам на галичката свадба заедно со уште еден многу познат наш бенд. Меѓутоа нема да откриам кои се, али овој пат ако се случи цела таа приказна, ќе се облечам и ќе имам таа чест да носам галичка носија. И така ќе интерпретирам музика со галичка носија. Медитеранска музика со галичка носија. Исклучиво македонска музика. Исклучиво македонска музика, тоа ќе биде супер. Па добро, Павле, ти си ерген, можеби некогаш ќе бидеш и знаеш дека еднаш имаше тепачка за галички зет пред неколку години, така. Можеби некогаш ќе бидеш и дали би прифатил да бидеш галички зет, пошто реално имаш право да... Зашто да не? Да. Ќе ми биде мене чест и задоволство. Мислам, јас сум израстат во Галичник го сакам, го чувствувам свој и ќе биде и чест и задоволство да утре ден да направиме галичка свадба. Брат, имаш 2 сестри. Колку сте блиски, колку си ги кажувате? Тајните како е да се биде брат на 2 сестри? Да, многу сме блиски. Так. Многу сме блиски. Многу сме другари пред се. И едната сестра е помала, другата сестра е постара. Меѓутоа јас сум тој цел живот кој што е заштитнички настроен према нив, особено према помалата сестра. Али односот кој што го имаме, не знам, на многу луѓе им е чуден. Не својствено е за нив како толку близок однос имаме со моите 2 сестри, али така функционираме, така сме воспитани и тоа е тоа што мене на некој начин ми дава една подкрепа во текот на моето секојдневие, затоа што знам дека секогаш имам човек поред мене, мимо моите драги другари кои што ги сакам со цело мое срце, али да си има сестра не една, 2 е благодет и богатство невидено. Што сме пред крај ќе те прашам, кога сме веќе заборавив тоа да те прашам во Галичник, во ресторанот, не дали настапуваш там? Освен што менаџираш и си, нели, да. си... Па имав еднашка прилика да одржам еден настан лани. Така? Многу убаво се помина пептен, што можно и годинава истиот да се повтори. Затоа што више мислам дека ќе се подолаваат мацемерките
и ќе се дозволи да се интерпретира музика во локалите и верувам дека ќе направиме некој Па настап. добро можеш на летната тераса, значи. Апсолутно да. Сосема за крај, си размислил да настапиш, ајде сега малку, нели, пандемијата не ни дозволуваше настани некои фестивали, меѓутоа си размислувал ли да настапиш на Макфест, евентуално на некој друг фестивал? Па да, зашто да не? Зашто да не? Мислам, Макфест е фестивал со традиција кој што се случува кај нас. Имаат поминато сите големи музички имиња кај нас. И зашто да не, ако искочи прилика, се одбере убава песна, би ми представувала често. Цела сала ќе ако пазгаличаниве да не се секираш, ке има кој да гласа, се шала, морам на крај малку да се фатим за галечи, ќе готово. Тоа затоа што сум од Гари за инат. Па, да, така. Да не Да, ме имаме хейтаат после. сукоп. А? Имаме сукоп, да. Имаме сукоп голем и тоа, да. Да. Павле, ти благодарам што одвои време и што беше гостин во студиото Моje на задоволство. Репортер.